Регулаторната комисија за енергетика предмалку ги соопшти новите цени на горивата. Со последните информации во живо ја имаме Сандра Спасовска. Па Сандра, повели да чуеме која е одлуката на регулаторната. Ќе поскапат или ќе поевтинат горивата од полноќ? Порче и бензините и дизел горивото поскапуваат од полноќ, незначително, меѓутоа цените одат нагоре. 93,5 денари литар дизел ќе се точи од ноќеска на полноќ, додека македонските граѓани бензините 95 и 98 од ноќеска на полноќ ќе ги точат по цени од 85 или 87 денари за литар. Зголемување има од 2,5 денари кај бензините и од 2 денари кај дизелот. Ова е новата одлука на регулаторната комисија за енергетика, која што денеска би рекла невообичаено доцнеше, односно беше објавена пред околу половина час, а досега секој понеделник одлуката за новите цени се носела околу 12 часот. Во пресметките за новите цени влегуваат и намалената акциза за дериватите, односно 2 денари кај бензините и 4 денари за дизел горивото, а во пресметките исто така е пресметана и онаа повластена стапка на ДДВ од 10% само кај бензините. Нови мерки за сега не се планираат, односно она намалување кое што го имавме од 10% ДДВ и кај дизел горивото, кое беше пред околу 2 недели вратено на старите 18, поради тоа што цените на светските берзи го покажале тоа. Се уште не се планира да се врати повторно, бидејќи нема основ за тоа. Таков беше одговорот на премиерот Христијан Мицкоски денеска. Тој посочи дека и покрај тоа што не се планираат нови мерки и остануваат оние стари за само намалено ДДВ кај бензините и акцизите кај дизел и бензините, сепак Македонија останува земја која што има најниски цени на нафтените деривати. На оние 93,5 денари за литар дизел, 87 за 98 и 85 денари за 95-ка, компаниите кои што ги продаваат нафтените деривати ќе треба да го вкалкулираат и оној пропуст кој што до 18 мај го имаат од рафинеријата Окта. Тоа е 2 денари за литар бензин и 3 денари за литар дизел. Во меѓувреме, за крај би споменала дека пазарната инспекција и денеска од таму посочија дека заедно со Царинската управа продолжуваат оние контроли кои што ги имаат кај трговците на големо со нафта и нафтени деривати, по оние индиции кои што пред неколку дена беа споменати во јавноста, тоа е дека одредени компании вршеле реекспорт на нафтените деривати кои што од Окта ги земале со повластени цени, односно со оној попуст кој што го имаат, кој што е даден за македонските граѓани. Од пазарна и денеска посочија дека станува збор за една обемна документација која што треба да се провери, па повеќе детали околу ова најавија во текот на следната недела. Уште еднаш за крај, бидејќи тоа се засега сите информации од тука, да ги кажеме новите цени кои што ќе важат од ноќеска на полноќ, а тоа е 95-ка ќе се продава по цена од 85 денари за литар, 98-ца 87 денари за литар и дизел горивото по цени од 93,5 денари за литар. Студија. Така е. Ти благодарам, Сандра Спасовска, за состојбата со енергенсите во земјава и најновите цени на горивата, кои што предмалку ги објави регулаторната.